Почитувани, добар ден. Гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е Милорад Миленковски, еден од водачите на навивачката група Комити на најтрофејниот македонски фудбалски клуб Вардар. Господине Миленковски, по 2 години Вардар повторно се враќа во првата фудбалска лига. Со какви се предизвици се соочува клубот во стартот на новата фудбалска сезона? Во текот на минатата сезона, кај што настапувавме во втората лига, се соочивме со доста предизвици кои што не се својствени за навивачка група, како зборам сега во име на Комити. Прво се соочивме со главниот предизвик немање финансии, кој што, да кажам, започна уште од предходната сезона, од 2021-2022, и некако доби на замав и се почувствува многу убаво во претходната сезона. Имавме ситуации кај што фудбалерите беше познат прашалник тргнувањето да се тренира. Например, во јануари 2022 година, или 2023 односно, во текот на оваа година, на почетокот на втората полусезона, пролетниот дел, беше познак прашање доведено првенството за Вардар. Постоеше опција да не почнеме да тренираме воопшто, ни подготовки, ништо. Тогаш смогнавме сили, проблемот беше финансиски, нормално, организационен, меѓутоа пред се финансиски. Смогнавме сили, ние собравме средства за да им даеме на играчите на тренинг да почнат да тренираат. Тоа е еден проблем кој што не прати цело време, бидејќи немањето средства продолжи во текот на сезоната и во сушност финансирањето на клубот беше комплетно оставено на навивачката група Комити. Освен на крајот на сезоната, тука се вклучи општина Кисела Вода со еднократна финансиска помош 800.000 денари, Моцарт обложувалниците со 200.000 денари и повторно нормално Комити. Се соочувавме со притисоци од аспект нема каде да се тренира. Вардар конкретно тренираше на помошното игралиште на Кадино, претходно на помошното игралиште на Маџари, Солидарност, значи во Инџиково. На Кадино зборуваме не за главниот терен, туку за помошниот терен. И дури бевме доведени во таква ситуација, сепак дури да се заблагодариме на тие кои што ни возможи и таму да тренираме. Бидејќи еве конкретно овие другите терени што се низ Скопје беа зафатени за прволигаши и конкретно и овој стадион каде што се сега не е предвиден за играње на второлигашки надпревари, па игравме во Маџари како домакини и све тоа идеше тешко. До крајот на сезоната ја поминавме како што ја поминавме, меѓутоа сепак најдовме начин да испишеме историја, бидејќи пласманот на Вардар во првата лига при такви елементарни услови немање е рамен на чудо. Со оглед на тоа дека фудбалскиот клуб Вардар нема свој стадион, каде ќе ги пречекува гостинските екипи? Поднесено е барање до надлежната односно акционерско друштво за стопанисување со стамбени деловен простор, ПУИК, под чија надлежност е и градскиот стадион. Бидејќи имаме започната акција за продажба на сезонски билети и во акцијата има опција да се изберат 4 трибуни, се подразбира дека за членувањето во клубот подразбира купување на сезонски билет за овој стадион. Така да очекуваме дека Вардар ќе игра на овој стадион, меѓутоа сега добивме информации дека теренот ќе се реновира во текот на месец август поради потребите на репрезентацијата која што ја пречекува Англија на 7 септември, мислам. И под тој надпревар имаме добиено уверување дека Вардар ќе може да се игра тука под услови кои што тие ќе ги пропишат, а не под условите кои што ние ги баравме. Значи ние кога побаравме тука да игра Вардар, имавме и други услови кои што се поврзани со долгот на фудбалскиот клуб Вардар конкретно и каматите. Побаравме да се избришат каматите, одлука која што веќе има донесено во јануари 2021, управниот одбор на ПУИК, а потоа и беше потврдена истата одлука на влада, на седница на влада. Сега истото го бараме, само да се потврди и конечно тие да се избришат кога веќе се поминати. Се работи за сума од 96.000 евра. Додека основицата од околу 200.000 евра, која што е настанато дел поради преголемите цени на фактурирање на фудбалскиот клуб Вардар кога играше во Лигата на Европа. И тука настана, да кажам, тие проблеми со спорот со ПУИК од тога, што е некаде 2019-2020, односно за 2017 се однесуваше. Така да со евентуално, да кажам, бришење на тој долг или, односно, ние конкретно побаравме да се трансформира долгот во влог, со тоа што во таа ситуација повторно
акционерското друштво, односно ПУИК, ќе биде акционер во фудбалскиот клуб Вардар. Истото нешто што го побаравме и од градот Скопје. Значи градот Скопје и ПУИК се историски поврзани со фудбалскиот клуб Вардар и мислам дека е тоа најсоодветно решение. Побаравме исто така Вардар да игра бесплатно на овој стадион, бидејќи ние имаме историски факти, располагаме со историски факти дека во изградбата на овој стадион е вклучено населението, значи со само придонес на населението, како и компании кои што го граделе, една од нив беше Бетон, чии што вработени 2 години се откажуваат од К15 и се работи тука во денешни износи. Ако го земеме дека е К15 во тоа време било некаде на рамките на минималната плата, ако е сега минимална плата статистички 20.000 денари, кој ќе земеме дека 6.000 вработени 2 години поред не ги земаат тие средства, ќе дојдеме до цифра од прилика од 24 милиони денари. Значи околу 4 милиони евра во денешни износи. Народот ги има инвестирано со цел Вардар да игра тука. Значи тогаш во тоа време кога се градел стадионот немало репрезентација на Македонија, а сигурно не се градело заради настапите на југословенската репрезентација. Во однос на барањата кои што ги споменавте до ПУИК, имате некаков повратен одговор од институцијата? Не, конкретно добро што ме прашавте, бидејќи барањето ни е однесено до ПУИК и некаде беше 28 јуни, беше однесено и архивирано, нели заверено од нивна страна, со тоа што веќе се поминати законските рокови, меѓутоа ајде да не звучиме грубо, да ги повикаме, сакаме конечно да ни дадат одговор. Бидејќи ако ништо друго треба да ни удостојат со одговор, да знаеме што да преме. Ние сега имавме на пример еден, како да кажам, административен проблем кога требаше да го пријавиме стадионот каде што Вардар ќе игра, ќе биде домакин, заради добивање на лиценца за настап во прва лига. Едно од условите беше нели да се пријави домашен терен и резервен домашен терен. Ние не можевме да го пријавиме овој стадион бидејќи немаме договор. Немаме ништо што се вели на хартија со нив. Меѓутоа имаме историска поврзаност и ќе се повикаме на тоа и се надеваме дека тоа ќе го препознаат. Се сретнавме со директорот на акционерското друштво, имаше добро расположение. Истата одлука која што веќе има донесено, плюс тие други одлуки кои што побаравме да се донесат, нека ги донесе управниот одбор на ПУИК, бидејќи одговорноста сепак нема да биде нивна, нека го дадат тој предлог и нека се префрли притисокот на влада, бидејќи повторно на влада ќе треба да се потврди таа одлука. Така да, она што го бараме ние е разбирање од нивна страна и има разбирање, значи конкретно од вработените ние сме во многу добри релации со вработените на градскиот стадион со ПУИК. Така да останува само на таа еден вид на политичка одлука која што ја бараме да се донесе, меѓутоа решението да биде институционално. Тоа е таа политичка одлука која што ја бараме од ПУИК. Исто такво барање имаме поднесено и до УЈП, кое што исто така се однесува повторно до владата на Македонија, каде што треба да се повторно да се одлучува таму, бидејќи политичка одлука е потребна. Тоа што го бараме не може да го донесе самата институција. Нема законски основ. Колка ви се долговите на фудбалскиот клуб Вардар во моментов и според вас кој е виновен за настанатата ситуација? По моје мислење, виновни се институциите. Оној кој што му го донесе Вардар во оваа ситуација, има име и презиме и не е само еден. Значи на Вардар континуирано му се случува ова и пред доаѓањето на Самсоненко во клубот, бидејќи претходно беа на некој начин избришани предходните долгови и беше расчистено со предходните доверители кога се даваше клубот во градот Скопје, тоа е во 2010-2011. Кога го презема клубот Самсоненко во 2014 година, клубот е примен со салдо 0, односно со долгови и побарувања 0. Така да честно е, ако ништо друго, да се врати клубот во првобитната состојба во која што бил земен. Тоа на нас ќе ни завршеше многу работа во овие 3 години и нас ни представува огромен товар. Згора на тоа, значи неговите причини поради кои што го остави клубот со долг, според него се објективни, според нас не се објективни и не се реални, односно се субјективни и поврзани се можеби повеќе со други елементи кои што немаат врска со спортот. Кога се работи за долгот на Вардар кој што е настанат по заминувањето на Самсоненко, тука е исто така имаме човек кој што има име и презиме кој што се вика Слободан Крстевски. Сопственикот на поранешниот сопственик на фудбалскиот клуб Вардар, односно доскорешниот, кој што
неговиот основен мотив за доаѓањето во фудбалскиот клуб Вардар и градењето на стратегија за долг рок, една од главните цели и приоритетна беше враќање на долгот кој што го наследи, односно кој што го купи. Бидејќи тој го купува долгот, го купува клубот, да кажам, со некоја минимална номинална вредност, меѓутоа згора за таа, како се вели, за возврат на тоа, го презема долгот, меѓутоа во исто време добива и право на управување со објектот во хиподром, тренинг кампот на Вардар. Сега, таму имало некој договор кој што тие го склучиле, според кој договор фудбалскиот клуб Вардар ќе може таму да тренира, меѓутоа истовремено во рок од една година треба да го врати комплетниот долг на клубот настанат од времето на Самсоненко, кој што беше отприлика 2,5 милиони евра. Тој долг не само што не се врати, односно само се накачи долгот. Од доаѓањето на Слободан Крстевски ние имаме нула намалување на долгот, меѓутоа имаме според проценки, само може некој да се каже, околу 3 милиони евра долг. По заминувањето на последниот собственик Слободан Крстевски, комитите го презега управувањето на Вардар, а финансиска помош се додели и од град Скопје. Чија собственост е Вардар во моментов? Па вака, ние го комуницираме слоганот, со јавноста го комуницираме слоганот Вардар клуб на народот и токму тоа и е сега. Женијето 35 години вардарци е безмалку собственик на 100% од акциите. Односно, 75% од остатокот од акциите, нели 25% имавме веќе претходно добиено и заверено на нотар, овие 75% треба да се плати само данокот и да се завери на нотар. Е постапка која што е тргната во еден правец, бидејќи не може да се врати статус квото на како што беше претходно. Секако ќе биде статус квото поинако и секако 100% ќе бидат во владение на комити, барем привремено. И повторно, и пред малку апелиравме јавно дека тие акции, освен тие 25% кои што не планираме да ги враќаме никому, бидејќи тие ги имавме и претходно низ историјата, тие се гарант за стабилност на клубот. Од аспект видовме дека никој друг не може да го сака фудбалскиот клуб Вардар како навивачите на Вардар. Навивачите на Вардар покажаа голема пожртвуваност и многу откажување имаше од наша страна, и како клуб и како навивачи. И според тоа мислам дека заслужува да имаме ние еден клуб кој што ќе има таква една природно воскреснување, како да кажам, еден вид на метаморфоза, трансформација на клубот во статутот на клубот со измена да биде клуб на народот. Кон крајот на минатата година, градоначалничката Данила Арсовска истакна дека единствено решение за спас на Вардар го гледа враќањето на клубот повторно во собственост на градот. Како го оценувате ова решение? Па, видете, тоа е по мене правилно, бидејќи многу клубови од нашето опкружување, кои што се многу успешни во своето делување, се во собственост на градот, на градовите. Конкретно е на Балканов еден таков еклатантен пример е Динамо Загреб. Загреб градот директно стои позади фудбалскиот клуб Динамо. Иако Динамо си е, да кажам, спортски клуб кој што е профитабилен сам за себе и без тоа. Меѓутоа поддршката на градот дава сигурност. Еве и кај нас, доколку таа не е само поддршката од финансиски аспект, туку поддршката се подразбира уште повеќе од институционален аспект. Бидејќи доколку градот стоеше позади клубот на Вардар, сигурен сум дека немаше да му се случи ова што му се случи сега, да има долг од 3 милиони евра. Господине Миленковски, ви благодарам на разговорот. Благодарам за поканата и поздрав до гледачите. Почитувани, вие го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.